Платите на вработените во јавниот сектор низ годините имаат се помало учество во вкупниот буџет кој државата го троши. Покажува анализата на Сдруженијето за истражување и анализи за периодот од 2010 до 2021 година. За разлика од овој, во периодот од 2021 до 2023 се согледува тренд на зголемување на учеството на платите во вкупните трошоци. Ова покажува и друг интересен податок, односно дека согласно Светската банка, учеството на платите во вкупниот буџет на Република Македонија има тренд на намалување и е под светскиот просек, што може да биде ризично од друг аспект. Учеството е пониско од светскиот просек, што може да се гледа позитивно дали е резултат на стратешки реформи и подобрување на ефикасноста на вработените во јавниот сектор. Меѓутоа, доколку помалото учество е резултат на потценети плати, тоа може да доведе до недоволно финансирани јавни услуги и да влијае на квалитетот на управувањето. Укажуваат аналитичарите. Во период од 2015 до 2019 година, освен во 2017 има тренд на зголемување на вработувањата, а во периодот од 2019 со исклучок на 2021 година имаме намалување на број на вработени. При тоа е утврдено дека најголем раст бројот на вработени во јавниот сектор има во 2018 година, кога бил забележен раст од дури 2,6% во однос на претходната година. Како и да се гледа, помалку или повеќе најмногу вработувања секогаш има по избори. Исклучок се 2016 и 2020 година, кога се парламентарните избори, и во 2017 и 2021 година, кога се одржува локалните избори.